Почитувани гледачи на телевизија Ирис, добро дојдовте во ново издание на регионалниот магазин Отворено на тема. Јас сум Зоран Зарински, а вечерва со вас, со мене, во разговорот резервирано време за Отворена тема. Добро вечер, добре дојде, како сакате, ќе кажам за Шенај Османов, извршен директор на Сдруженијето за правата на ромите Штив. Добро дојдовте уште еднаш. Добро ве најдов. Мило ми е што денеска ќе бидам дел од вашата програма и се надевам дека кажеме ќе изложиме добри, плодни, интересни активности поврзани со она што го работиме ние, вие и цела држава. Така. Господин Османов, вашето гостување е за гледачите поврзано со активностите на Сдруженијето на правата на ромите, но овој пат ќе започнам со активностите, проектна активност во кој повеќе граѓански здруженија, невладени организации беа вклучени благодарение на вашиот проект во партнерство со други организации, а беше вклучено и еколошкото друштво Виножито со една активност инклузија на младите роми, наш приоритет. Но за самата програма и како дојде до соработката, и Виножито биде ваш соработник, кои друштва и во рамки на која програма беше тоа? Вака, кога се спроведуваше програмата за доделување на мали грантови преку проектот мрежа на ромски граѓански организации Одговор на ромска заедница, кој е финансиран преку Европска унија, преку ИПА програмата на Европска унија, ние со големо внимание ги разгледувавме сите добиени апликации, од кои Виножито беше една од организациите кои подолго време ја следевме ние со своите активности и ценевме дека нивните активности се едни од побитните во нашето општество, кои донесуваат и придонесуваат голем развој за самата заедница во нашиот град, така да се решивме, едногласно се решивме да го одобреме нивниот проект, затоа што и самиот проект продуцираше интересни активности, продуцираше битни и главни теми поврзани со децата роми кои се во средна возраст, така да честни беше да го одобреме проектот на самата невладина организација која и со текот на спроведувањето на нивните активности покажа повеќе плодни резултати. 6 месецна активност, еве завршуваат веќе активностите од временската рамка на проектот, инклузија на млади роми наш приоритет, впрочем проект кој вклучи 20 роми средношколци од сите училишта средни во Штип, поврзано со едукација, пред се едукација со алатки, вештини кои ќе се најдат понатаму во нивниот живот. Беа реализирани семинари, вие бевте дел од тоа, задоволни сте од активностите, од семинарите, од сето тоа што можеа младите роми да го научат, да го видат, па и вие како супервизори, како учесник на дел од активностите од сите семинари го видовте, ваша оценка? Да, јас од близко ги следев активностите како се спроведуваат. Значи целта на самиот проект беше да ромите средношколци се запознаат со начинот на пишување на сопствени биографии, со начинот на пишување на мотивациони писма и така натака. Значи она зашто го правевме тоа? Тоа го правевме од една проста причина, дека голем дел од ромите средношколци сакаат да бидат вклучени во високото образование, да продолжат со нивното високо образование, а еден дел од самите тие не сакат да го продолжат нивното образование, туку сакат да работат, да се вклучат во институции, во приватни фирми и така натака. Значи, нашата цел беше да ги првично мотивираме децата средношколци да го продолжат нивното образование, со тоа што ние им понудивме и начини на финансирање, доделување стипендии и така натака. Понудивме и развој на нивните капацитети, со тоа што тие што веќе се решиле да не го продолжуваат нивното образование, како и на кој начин да го барат своето работно место. Ги следев активностите, интересно е што учесниците исклучително редовни, интерактивни во она што значеше процес на
воркшоп на комуникација со предавачите, но ова морам да го прочитам бидејќи во сюжетот и целта на проектот пишува токму вака. Овој проект се спроведува со главна намера да се интегрираат младите роми во современите демократски процеси во нашата општина, па и во државата. Потребата од овој проект е од суштинско значење бидејќи честопати младите роми потекнуваат од субкултурни средини и семејствата не се во можно да дадат допринес во нивното културно живење и искртување. Ова го читам затоа што Сдруженијето за правата на ромите од она што јас го следам како новинар, а го следам бидејќи сум дел од вашите пресконференции и секогаш сте транспарентни со проекти, прави огромен чекор во едукацијата. Ке зборуваме и за сите ваши активности поврзани со ромската популација и со граѓанските организации. Меѓутоа правили огромен чекор во едукацијата, посебно на младата популација. Задоволни сте од тоа што проектот еве како проект го дава или некои теми ги веќе започнува со можност за понатамошни активности. Која е вашата толкување на самата мисија и цел на овој проект? Вака, на самиот почеток реков дека невладината организација Вино Жито не е по случаен избор. Значи, ние ги следевме со континуирано активностите на самата организација, следевме она како и на кој начин функционираат и придонесуваат за доброто на населението. Сметавме дека една од организациите кои аплицираше со таков вид на проект во нашата организација, дека ќе одговори позитивно и дека ќе придонесе многу за самата популација. Она што ние го правиме како организација надвор од проектните активности на Виножито, го правиме секогаш да бидеме транспарентни, да бидеме правични и да можеме да придонесуваме се повеќе и повеќе кон развојот на позитивните политики за самата популација. Поточно за ромската популација. Она што проектот го факеше беше и студиско патување, екскурзија, тоа беше во Скопје, меѓутоа со посета на Министерството за локална самоуправа активно учествува и таму, барем оние ученици, ќе кажам, кои беа редовни, а дојдоа сите кои учествуваа на сите семинари. Да, битната активност од за редовноста на самите средношколци роми беше тоа што проектниот тим на организацијата Вино Жито на самиот почеток ја собра својата целна група, поточно младите роми, и им ја укажа сериозноста од спроведувањето на активностите. Така да истите имаа прилика да ја прифатат сериозноста, да пристапат сериозно кон спроведувањето на активностите и тоа допринесе да бидат редовни во спроведувањето на активностите, да бидат навремени, така да студиското патување во Скопје, поточно посетата на Министерството за локална самоуправа беше од голем допринос на самите средношколци, со тоа што они имаа прилика да се запознаат со една делегација кои дадоа детално образложение на функционирањето на кабинетот на министерот, на функционирањето на локалните самоуправи, на кој начин се сплотени сите локални самоуправи и така натака. Значи, тоа беше еден битен факт што ги развиваше капацитетите на самите присутни од проектот. Така. Поштовани гледачи, вие сте во отворена тема со Ирис телевизија, мој ваш гостин е Шене Османов, извршен директор на Сдруженијето на права на Роми Штип. Господине Османов, повторно најави затоа што веројатно се некој вклучи подоцна, а значајно е да се знае, по мене јас ќе го кажам ова како новинар, вашето здружение прави сериозни напори за едукација на младата популација, како на ромите, така и на другите граѓани и граѓански здруженија. Ова го кажувам од аспект за тоа што ги следам вашите активности поврзани со образованието, но за овој проект, каде инклузија на младите роми е наш приоритет, е вклучено еколошкото друштво Вино Жито, е партнерски активно. Кои се вклучени, кои беа донаторите? Еве, повеќе организации сте донатори за самата проектна активност. Вака, овој проект го спроведуваме 3 организации. Носител на самиот проект организацијата која јас во моментот ја представувам, Сдруженијето за правата на ромите од Штип, Сдруженијето на граѓани Месечина од Гостивар и Сдруженијето на граѓани Инсок од Скопје. Тоа се трите организации кои важат за едни од поголемите организации
во земјата. Го спроведуваме овој проект кој прилично е голем, обемен проект со многу активности, има повеќе видови на пишување на анализи, има повеќе видови едукации, едукативни работилници, семинари, обуки и така натака. Значи, проектот е обемен, 18 месечен. Она што многу битно денеска за темата се малите грантови, програмата за доделување на мали грантови, и преку таа програма ние успеавме да направиме мрежа на невладини организации, мрежа на 13 организации кои успешно ги спроведуваат активностите поврзани со ромската заедница, кои активности придонесуваат за самата ромска заедница да во иднина ромите бидат дел од ова секојдневие или од ова општество. Верувам дека не е тајна да кажете од каде ги обезбедивте средствата за овие проектни активности. Не, како и секогаш ние нашите активности ги многу отворено, транспарентно прикажуваме кон јавноста. Значи, проектот е финансиран од страна на Европската унија во Македонија преку ИПА програмата. Проектот изнесува 200.000 евра, така да големен, обемен проект кој траже многу активности, многу работа, многу труд и сериозен пристап, се разбира, кон спроведувањето на проектот. Покрај Еколошкото соленоштво, колку други организации се вклучени во имплементација на самата проектна активност? Во имплементацијата на програмата за доделување на мали грантови се вклучени 13 невладини организации, плюс 3 организации кои се партнери и носител на самиот проект. И пак ќе се вратам на инклузија на млади роми. Наш проект, самите програмски активности и цели на проектот преведуваат и понатамошна соработка токму и на еколошкото друштво со ромски организации. Има ли надеж, бидејќи очекуваните резултати се дека проектот со младите роми ќе продолжи да се интегрира и интеграција во општеството? Ќе има ли соработка и со други организации? Вашите за сега видувања, што имате нотирано за сега? Па вака, ние соработката со другите организации секако и текако ќе ја спроведуваме, затоа нашата приоритетна цел е да делуваме во мрежа со други организации, да партнерски спроведуваме проекти. Факт е дека една организација не може да одговори на ниво на цела Македонија, така да се трудиме максимално да ги задржаме партнерските односи со другите организации кои се тесно поврзани со нашата организација, така да нашите идни планови се доста долгорочни. Нашата визија е малце поширока за разлика од останатите, така да ние и понатаму ќе функционираме и ќе делуваме во развојот на капацитетите на самата популација. Нашата цел е да по секоја цена ромската заедница вклучиме во општеството со сите нормални правила, да бидат дел од образовниот систем, да бидат дел од вработениот кадар на институциите во државата, да бидат вклучени целосно во општеството и да имаат одлучувачки улоги и да бидат фактори во она што ќе се прави за нивна корист. Уште ова, кога сме веќе кај проектот, 20 учесници, средношколци роми, посетуваа пишување мотивационо писмо, CV, работилници за лобирање, застапување, следење на општинските почитети и така натаму, но интересно е што тие самоиницијативно се вклучија и веќе од самите опилки, барем јас како новинар, бидејќи имав и снимано натаму прилози, се обидува да направат неколку активности и дури и прилози имаат снимано на YouTube видов од она што го научили. Доаѓаат ли во канцеларијата да се посоветуваат со вас, да комуницираат, да ви ги пререзат импресиите и можеби пречките кои биле во проектот? Да, нашата цел не е еднаш да инвестираме и потоцна да ги заборавиме луѓето во кои сме инвестирале. Значи, нашата цел е континуирано да работиме со нив. Значи, ние во иднина, во нашите проекти, во нашите планови, повторно ќе го вклучиме истото здружение, повторно ќе ги вклучиме сите здруженија кои покажаа позитивни резултати. Ќе соработуваме и понатаму со истите организации, со цел да ја задржиме, да го задржиме континуитетот на работа и да
она што сме го почнале во моментот да има некој соодветен крај кој што ќе вроди со плод. Господин Османов, ќе го продолжиме континуитетот на разговорот, верувајте и вие, почитувани гледачи, а сега е време за нашите пријатели. Кратка пауза, рекламен блок, а останете така, продолжуваме. Отворена тема, мој и ваш гостин Шеремнај Османов, извршен директор на Сдруженијето за правата на ромите. Ще прејде одиме со реклами. Знам дека сте пред малите екрани, го продолжуваме разговорот со извршниот директор на Сдруженијето за правата на ромите во Штип Шеремнај Османов. Темата инклузија на млади роми, наш приоритет. Од самиот проект, очекувањата се, барем така, повеќето од младите велат, а тоа е напишано и она што е нотирано во самите цели на проектот, дека обуките од проектот најверојатно ќе им помогнат во изградба на идни лидери на овие млади луѓе, да може би понатаму да бидат нели носители на прогресивни идеи. Имате ли надеж, очекувате ли со оглед на тоа што вие долг период, посебно вашето здружение работи со млади луѓе? Прилично целната група на организацијата Виножито беше роми, деца роми, средношколци од втора и трета година, значи ние за да го задржиме континуитетот на градење на идни лидери кај нив, направивме еден добар потек со тоа што нели во врска со нивното средно образование доделивме стипендии на самите нив. Дел од тие веќе користат се корисници на стипендии кои ги доделува Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта, со цел нели да нивното образование континуирано тече и понатаму, познавајќи ја лошата социоекономска положба на самите семејства. Ние и на тој начин сакаме да им помогнеме, нели тоа е единствениот начин на кој можеме ние да го градиме капацитетот на самите нив. Така да голем дел од нив прифатија да го продолжат нивното образование, со тоа што нели ние ќе настојуваме и понатаму да бидат корисници на стипендиите кои ги доделува Ромскиот едукативен фонд. Ќе градиме вистински лидери од сите средношколци, од сите студенти. Нашата цел е да го унапредиме целото ромско население, сите ромски студенти да бидат на исто ниво како што и останатите народи. Така. Веќе во вториот дел на емисијата, господине Османов, сакам да ве прашам. Активни сте, работите, верувам дека знаете секогаш и квалитетот во имплементација на проектите, да го препознаете и дали ќе соработувате и понатаму, но кои се вашите идни планови? Ќе потсетам и за она што е сработено, но идните планови кои се, нели генерално гледано од мисијата на вашата граѓанска организација? Нашите идни планови секогаш поидуваат од приоритетите и потребите на самата заедница. Нашиот план, согледувајќи ги претходно состојбите во државата, увидовме дека пропуст на државата беше она што нели произлегува луѓе без лична идентификација. Така да нашата цел е да тие луѓе ги вклучиме во системот, да ги вклучиме во редовниот упис во матична книга на родените. Затоа направивме посебен проект кој што од март 2017 година почнавме да го спроведуваме, така да тие активности се едни од побитните. Сега ќе престои анализата на состојбата на терен, со што ќе увидиме колкав е бројот на лица без државјанство, на лица без кои не се упишани во матична книга на родените, со тоа што нели ќе почнеме понатаму да работиме на промена на законите, на правилата, преговори со властите и така натака, за да можеме на некој начин да изнајдеме можности да тие луѓе бидат упишани и да бидат дел од
од оваа општество, со тоа што ќе заштитиме и државата, ќе ги заштитиме и самата популација, нели ќе имат регулиран статус на државјани во Република Македонија. Не се себични и вашите правни услуги. Работите ли уште со давање правна помош? Мислам дека и бесплатна правна помош давајте на луѓето кои имаат потреба. Зашто највеќе бараат? Зашто доаѓаат кај вас? Да, нашата приоритетна цел, основна цел на нашето формирање како Сдружение на граѓани е пружање бесплатна правна помош на самата ромска популација. Ние во самата организација имаме двајца правници кои пружаат бесплатна правна помош во сите постапки на ромите. Исклучително ги издвојуваме постапките со нарушување на човековите права, каде што се работи за полициско насилство, за нефер судење, дискриминација и други тешки облици на кршење на правата на ромите. Во тој случај целосно го застапуваме предметот и во суд, како во македонските судови, така и во меѓународните судови, каде што нели може да се издвојат претходните 4 случаи кои ги добивме во полза на самата ромска популација, кога се работеше за насилство врз самата популација. Значајно евидентни се резултатите кои се постигнати благодарение на Сдруженијето на правата на ромите, посебно на образованието на младата ромска популација. Задоволни ли сте вие од она што е заработено? Веројатно имате визии за понатамо. Има ли промени во размислувањето, ке речам, пред се кај возрастните, кај родителите, а верувам дека она што веќе го продолжува образованието гледа напред. Се повеќе студенти продолжуваат, повеќе млади роми продолжуваат да студираат. Вие работите и проекти токму со студентите. Вака, да, работиме ние активности поврзани со студентите, но овој проблем го опфативме малце подлабоко. Започнавме да работиме со децата од предучилишна возраст. Работиме и со нивните родители. Значи, покрај тоа што децата од предучилишна возраст користат бесплатни услуги наши, со тоа што ние преку нашите проекти ги плаќаме градинките за да ги чуваат ромските деца, на родителите им пружаме обуки на разни теми со цел да го развиеме нивниот капацитет за размислување за иднината на самите деца. Поаѓајќи од тој факт, увидовме дека на вистина резултатите почнаа да бидат видливи. Стануваат се повеќе видливи, со тоа што нели истите продолжуваат во основно образование, кое е бесплатно, целосно бесплатно во Република Македонија, така да потоа продолжуваат во средно образование, каде што нели добиваат стипендии преку Ромскиот едукативен фонд, се разбира со наши препораки од нашето здружение, добиваат препораки за да бидат корисници на таа стипендија. Потоа со истите работиме, пример за тоа е и проектот со Здруженијето Виножито, така да истите продолжуваат и во високото образование, добиваат стипендии, ги вклучуваме во дел од нашите активности, во истражувањата, анкетирањата, спроведувањето на одредени активности, дури и работиме на развојот на нивниот капацитет, со тоа што ги вклучуваме во дел од обуките, ги вклучуваме во повеќе видови семинари, за да нели тие имат и пошироко гледиште, за разлика од останатите кои нели немаат таква можност. На размена на едукација надвор од земјата имате помогнато за млади луѓе да идат? Спомнавте Будимпешта, веројатно имате и координатор таму. Па да, ние за размена на сега зборувам на ниво на Македонија, веќе имаме испратено неколку студенти на ЦЕУ, универзитетот во Будимпешта, каде што нели излегуваат, магистрираат наши студенти. Веќе имаме околу 6 студенти во Македонија кои магистрираа на ЦЕУ во Будимпешта, кој универзитет со големо реноме, кој има голем капацитет за самите студенти. Така да развојот во делот на образованието се повеќе ќе се креира. Нашата стратегија во тој дел
се повеќе се проширува и сметам дека во иднина ние ќе имаме готови производи со кои можеме да се фалеме дека еве нашата работа, од нашата работа продуктот е овој. Така. Она што мене ми остави исто впечаток со младите работите, меѓутоа тоа беше неодамна, имавте група од луѓе собрани работилни за со она што е поврзано со Евана. Зашто станува збор со плаќањето на сметките, каде, како, за кого ќе им помогнете на луѓето или да им објасните на луѓето кој може да бара помош од вас? Вака, тоа е една наша лична активност која е поврзана со проектот за пружање бесплатна правна помош. Потекнавме иницијатива, пошто станува се посериозен проблемот помеѓу ромите и Евана, потикнавме на иницијатива да организираме работилница на која ромите кои должат одредени суми на Евана да си го кажат она што го имаат како проблем пред Евана, така да ние сега настапуваме сериозно кон решавање на тој проблем со тоа што ќе покренуваме одредени иницијативи за истиот проблем да се надмине, да оној застарен долг за кој го теретат ромскиот народ да го тргнат од евиденција нивна, за да остане само главниот долг и да можат истите главниот долг да го плаќаат навремено, за да не бидат должници по 10.000 по 15.000 евра, туку да бидат должници онолку колку што е предвидено по законите на Република Македонија. Редовно контактирате со тие луѓе, доаѓаат во совети? Да, редовно контактираме, се повеќе интересот расте, гледам дека тие кои добили информации дека ние веќе почнавме таква иницијатива и од другите градови добиваме јавувања, интерес има голем, така да ние во иднина подготвуваме и предлог проект како и на кој начин ќе излеземе пред властите да лобираме за одредени промени на законите, за одредени промени на правилата на игра кој ги воведе самата компанија Евана. Со максимални наши напори ќе делуваме да се разреши овој вид на проблем, со тоа што и во иднина подоцна ќе бараме и субвенционирање на електричната енергија, бидејќи ромските семејства навистина немаат можности да ја плаќаат електричната енергија, која навистина се енормни суми поставени. Така, очекувате добра разврска таму, не? Очекуваме, да, очекуваме дека ќе имаме долг пат за пешачење, но ние сме упорни, ќе се потрудиме да го поминеме целиот тој пат, за да добиеме некој резултат за подобрување и на тој проблем. Така. Убав збор рековте долг пат за пешачење, Македонија долг пат пешачи до Европска унија, како ќе стигне, меѓутоа да се соработува со проекти, со финанси од Европска унија, не е уметност, не е умење, но е професионализам. Вие имате соработка, очекувате и понатамошна соработка со Европска унија, отворени би се фондовите, еве да речеме од овие едни планови со проекти, колку Европска унија ќе може на Сдруженијето да прават ромите и на партнерите ваши да ви излезе во пресад, односно да одговорите со она што значи професионално работење во рамките на граѓанска организација. Вака, ние вчера на наше задоволство го имавме господинот амбасадор на Европска унија во Македонија. Имавме чест да бидеме на ручек со него заедно. Самуел Жбогар, беше да разговараме за проблемите на ромите, да му представиме сликата со која се среќаваат ромите. Значи ние покрај проблемот со Евана му дадовме до знаење дека ромите имаат проблеми и во образованието, и со повеќе видови на дискриминација, со домувањето и така натака. Изразивме задоволство и од она што сега во моментот се спроведува, има активен оглас за предлог проекти, кај што последната точка од предлог проектите нивни ги насочија на ромската популација, на подобрувањето на положбата на ромската популација. Значи Европската унија има се повеќе и повеќе интерес да инвестира во самата популација со цел да истите бидат интегрирани целосно
општеството. Така, ќе соработувате со сите граѓански организации. Тука некаде е веќе и крајот на денешното издание, веројатно нам ќе ни требат повеќе емисии за подолг разговор, меѓутоа многу пати кога дојдете, кажам, веќе имате резервирано простор и за наредна емисија низ други форми на Ирис телевизија. Една порака од вас на крајот, со она што значи инклузија на младите роми, што значи проектот, меѓутоа порака до сите роми, посебно до младите луѓе, зошто да се едуцираат, зошто да учат и зошто да го изедат оној пат кој е дол, кој сите ги чека за одење. Па вака, ние имавме искуство да видиме не учењето, не вклучувањето во образовниот систем, до кој степен ја доведе популацијата. Сега имаме прилика да видиме образованието до кој степен го доведува населението. Значи, направивме паралела дека невклучувањето во образование е лошо како за нас, така и за општеството. Вклучувањето во образовниот систем е добро и за нас и за општеството, со тоа што општеството ќе имат сограѓани кои се од ист ранг како и останатите, со тоа што ќе можат да бидат вклучувани во одредени институции на работа и ќе имаат ист статус како и останатите народи. Она што сакам како за крај да го кажам е вклучувањето на ромите во општеството не може да се случи ако немаме поддршка од останатите народи. Значи, барам поддршка од сите останати луѓе кои не се роми, а сакаат да сограѓани кои ќе бидат лојални, кои до сега биле лојални во самото општество и сакаат соживот, да бидат дел од оваа акција што ние ја спроведуваме, за да можеме и ние полесно се вклучуваме во општеството и тие да имаат сограѓани кои ќе бидат лојални во иднина. Така. Убаво кажано, господин Османов, ви благодарам за гостувањето, за одвоеното време и ве чекам повторно во Ирис телевизија на разговор кој сепак ќе ги направи прашањата кои ги притискаат македонците и ромската популација поблиска до секојдневието. И ние благодариме за можноста да го кажеме она што нас не засега највеќе во овој момент. Така. Пошtovani гледачи, овде е крајот на денешното издание Отворена тема. Разговорот беше со Шенај Османов, извршен директор на Сдруженијето за правата на ромите во Штип. А ова ако ви се допадна, препорачајте го на пријателите репризното издание во редовните термини на Ирис телевизија. Останете со Ирис телевизија, на програмата се нешта содржини и интересни програми кои ќе задржат вашето внимание. Бидете дел и од iris.mk. Јас сум Зоран Зарински, секој добро, а ова да биде спакувано како што изгледаше во режија Петар Черкезов, Теодор Косакацки, Игор Зиврев и останатите колеги. Секој добро од Ирис телевизија и останете така.